На бргу по председателските избори во Белорусија во август 2020 година бран протести ја потресе земјата. Десетици илјади луѓе излегоа на улиците против изборот на авторитарниот председател Александар Лукашенко, тврдејќи дека резултатите се фалсификувани и повикуваа на негово соборување. До средината на ноември 2020 година полицијата приведе над 25.000 луѓе, според Human Rights Watch. 3 години подоцна, во декември 2023 година, поединци кои работеле како наблюдувачи за време на председателските избори во 2020 година биле предмет на проверки. Според Белорускиот центар за човекови права, Вјасна, Комитетот за државна безбедност стои зад кампањата. Активистите за човекови права велат дека на оние кои работеле како наблюдувачи на изборите им биле прегледани телефоните и биле предупредени за потенцијални кривични пријави заради промовирање на екстремистичка активност. Опозиционерите веруваат дека овие обиди за заплашување се директно поврзани со изборите во 2020 година. Достаточно уже известна. Тоа е позната и сосема стандардна тактика за заплашување. Во февруари во Белорусија треба да се одржат парламентарни избори, додека ние ги нарекуваме избори без избор. Иницииравме кампања за така наречената граѓанска непослушност, ги охрабруваме белорусите да не гласаат и да не учествуваат во таа фарса. Белоруската безбедносна комисија не одговори на барањето на гласот на Америка за коментар. Кон крајот на ноември, домовите на неколку опозиционери, членови на Координативниот совет и нивни роднини беа претресувани. Белорускиот истражен комитет соопшти дека претресите биле дел од кривична истрага за активностите на Координативниот совет и потврди дека има повеќе од 100 осомничени. Лукашенко планира да ги организира така наречените избори, но попрецизно би било тоа да се нарече ден на именување на пратеници и парламентот. Лукашенко сам ќе одлучи кој ќе биде во новиот парламент, а кој од неговите луѓе во градските совети. Тој знае дека расположението на општеството не е променато и тоа го прави непријатно. Во пресрет на изборите во февруари, Белорусија формираше речиси 1400 територијални изборни комисии, но властите се уште ја немаат објавено листата на членови. Централната изборна комисија на земјата вели дека ги штити личните податоци на членовите. Од протестите што следеа по изборите во 2020 година, сите опозицијски и независни партии се суштински ликвидирани, а многу партиски лидери се во затвор. Иако конфликтот Израел-Хамас и руската инвазија на Украина ја направија политичката агенда на Белорусија помалку истакната, нејзините опозицијски лидери работат напорно да се уверат дека светот се уште им обрнува внимание. Мислам дека е воспоставен стратешки диалог со САД кој ќе продолжи и во следните години, особено меѓу Белоруското демократско движење и Стејт департментот на САД. Ова е многу прогресивен чекор и нешто што не мора да се очекува на почетокот на годината, бидејќи се чинеше дека САД се целосно фокусирани на Украина и не посветуваат многу внимание на Белорусија. Во декември, американската сенаторка Џин Шахин представи двопартиски акт за демократија, човекови права и суверенитет на Белорусија од 2023 година. Со предлог законот се осудува поддршката на Лукашенко за руската инвазија на Украина и се дава поддршка на независните медиуми на Белорусија. Предлог законот исто така вклучува одредба за формирање специјален пратеник за Белорусија.